Здраво и добро дојдовте во уште едно видео каде што ќе говорам за порфирии, но првично да спомнам нешто за порфирини. Тоа се една група на соединенија кои што како основна структура содржат порфин. На овој порфин можеш ти да му додадеш најразлични странични вериги и некои метални јони, така што ќе добиеш нови покомплексни соединенија. Например, ако додадеш двовалентно железо и овие странични вериги на соодветните позиции, ќе добиеш хем. Хемот, знаеме дека е есенцијален за живот, бидејќи тој влегува во структурата на други покомплексни молекули, например хемоглобин, кој е одговорен за пренос на кислород, миоглобин, кој е на водници како помала верзија на хемоглобинот, кој генерално го имаме во мускулите, и водните цицачи имаат многу, например, големи концентрации на миоглобин во мускулите, така што можат да останат многу подолго време под вода. Така, хемот влегува во структурата на цитохроми, кој например се дел од респираторниот синџир, исто во структурата на каталаза, односно пероксидаза. Во ред, значи заклучивме дека хемот е неопходен за живот. Но интересно е дека, ова како факт, наместо железо, ако ставиш овдека магнезиум и ги смениш некој од страничните вериги, добиваш хлорофил, кој е одговорен например за фотосинтеза кај растенијата. Ако нема фотосинтеза, исто и растенијата не би можеле да живеат. Значи овие порфирини се прилично битни соединенија. Сега, порфирии се заболувања каде што има нарушување во синтезата на хем. Значи ова соединение се синтетизира скоро во сите клетки на организмот, бидејќи не е потребно само за хемоглобин и миоглобин, него како што реков влегува во структурата на цитохроми, кои што, како што реков, се битни во респираторната верига, која се наоѓаше кај митохондриите, а тука се правише и АТП, исто како што реков влегува во структурата на каталаза, односно пероксидаза. Така што хемот се прави скоро во сите клетки. Но, генерално најмногу се прави во хепарот и во коскената срцевина. Така што порфириите ги делиме генерално на хепатални и еритропоетски. Во ред, зависно каде, односно во кои клетки е нарушена синтеза на хем. Така, дали во хепатоцитите или во еритробластите. Океј? Но нормално, како што реков, може и во некои други ткива да биде нарушена синтезата на хем, но генерално тие се многу ретки. Сега, зависно од причината зошто е нарушена синтезата на хем, може ги делиме, односно порфириите, на примарни, каде што причината е генетска, значи има мутација на одреден ген, така што не се добива даден ензим кој е потребен во синтезата, или пак е помалку функционален. Во ред, тоа е примарна причина. Сега, секундарни се поради некоја друга патологија која предизвикала нарушување на синтезата, поради некои токсини кои се внеле или голем број на лекарства кои ги примаме може да доведат до нарушување. Сега, за убаво да ги објаснам порфириите, мораме да поминеме синтезата на хем. И таа се одвива во две места, значи митохондрии и цитосол. Првично започнуваме од митохондријата, каде што сукцинил коензим А заедно со глицин под дејство на ала синтаза даваат 5-аминоливулинска киселина, односно ала. Океј, ала излегува надвор, иде во цитосолот на клетката, каде што две молекули на ала под дејство на порфобилиноген синтаза, или исто се нарекува аминолевулинска киселина дехидратаза, ни дава порфобилиноген. Океј? Сега, овој порфобилиноген, 4 такви молекули на порфобилиноген, под дејство на хидроксиметилбилан синтаза, или накратко ХМБС, ни дава хидроксиметилбилан. Значи ова зашто е на српско-хрватски хидроксимерилбилан, али треба да е хидроксиметилбилан. Овој хидроксиметилбилан може со помош на урос, уропорфириноген синтаза, да премине во уропорфириноген 3. Океј, генерално постои тип 3 и тип 1, и во нашиот организам се среќаат 1 и 3, но хемиски може да постојат 4 типа, но во нашиот организам, значи 3 и 1 само се среќаваат. Значи се добива уропорфириноген тип 3, иако може да се добие и тип 1, но тоа се одвива спонтано и го има во многу помала количина. Сега, овој уропорфириноген 3 под дејство на урод ни дава копропорфириноген 3. Значи ова урод е всушност
уропорфириноген декарбоксилаза ензим. Копропорфириноген 3 под дејство на копропорфириноген оксидаза ни дава протопорфириноген 9. Протопорфириноген 9 под дејство на протопорфириноген оксидаза ни дава протопорфирин 9, кој под дејство на ферокеталаза, односно треба да е ферохеталаза, во присуство на двовалентно железо ни дава хем. Океј, че оваа молекула е сега хем која може да се инкорпорира нели во останатите молекули и да изгради нели покомплексни молекули како хемоглобин, миоглобин, цитохроми и така натаму. Сега гледате дека има многу ензими кои се потребни за ова да се случи, така во синтезата на хем. Ако има недостаток на некој од овие ензими, ќе се и развие порфирија. Океј, ако ти фали овој ензим, ако ти фали овој ензим, овој или овој. Океј. Инаку процесов како се регулира, хемов действува инхибиторно на аласинтаза. Океј, значи што повеќе хем имаш, тоа повеќе го инхибира овој процес, така што тука прекинува. Така, имаш доволно хем, треба да се инхибира, значи овој дека првиот ензим и се е супер. Во ред, исто така и глукозата го инхибира и тоа е битно кога ќе збориме за терапија. Овдека доле можете да видите истото, само што без ензимите, него е повеќе покажан хемизмот на реакцијата. Во ред? Сега овдека не знам зашто само е тип 3, треба да е тип 9. Во ред. Нешто друго што треба да спомнам е дека соединенијата, овие кои содржат порфирини во својата структура, првично се безбојни. Значи, они самите по себе си се безбојни. Но, кога ќе бидат изложени на кислород и на светлина, генерална светлина која содржи УВ, подлежат на оксидација и поцрвенуваат. Океј, значи овие соединенија се безбојни, но при оксидација поцрвенуваат. И дел од овие соединенија се растворливи во вода, така што се излачуваат со урината. Например, овие овдека. Како сега да ги заокружам, нека биде вака некако. Значи, овие, заедно со и тип 1, иако, како што реков, го има многу помала концентрација, се растворливи во вода, така што се излачуваат со урината. Нормално и претходниве овие горе, ала и порфириноген се излачуваат, но не ни интересираат толку, бидејќи они не се тие кои поцрвенуваат. Сега, овие кои се излачуваат со урината, која оставиме таа урина, например, на сонце, нормално, претходно ќе дојде во контакт со кислород, после 3 дена гледате дека поцрвенува. Така, значи урината од жолта после 3 дена изложена на сонце поцрвенува. Тоа значи дека оваа урина ги содржи овие интермедиери и ако се направи хемиска анализа да се види точно кои интермедиери ги содржи и во колка количина, може да се одреди можеби која порфирија ја има индивидуата. Во ред? Океј. Сега да идеме малце повеќе на поделбата. Како што реков, бидејќи најголем дел од хемот се создава во хепарот и во коскената срцевина, затоа генерално порфирите ги делиме на хепатични и еритропоетски. Под хепатични спаѓа акутна интермедиерна порфирија, конгенитална копропорфирија, конгенитална значи вродена, порфирија вариегата, АЛДП, ова има нако комплексно име, затоа е само кратенката, и порфирија кутанеа тарда. Овдека десно ги имате кратенките кои се со жолта боја. Додека еритропоетски е вродена еритропоетска порфирија и еритропоетска порфирија. Прилично едноставно, нели? Забележувате дека дел од порфириите овдека спаѓаат под акутни, дел под хронични. Зошто е таква поделбата? За да го објаснам тоа, треба да сватите дека голем дел од порфириите можат да бидат и асимптоматски долги временски периоди. Океј, значи некои порфирии може да се јават дури во третата деценија од животот. Зошто е тоа така? Бидејќи, иако, например, ти имаш нарушена синтеза на хем во хепарот, ти сепак имаш други ткива, кои исто така продуцираат хем, кои што компензираат до одредена граница. Во ред,
така што при нормални услови не би требало да имаш проблем. Но ако се најдеш во ситуација каде што телото треба да зголеми продукцијата на хем, дали не знам си се качил на планина, долго време нели седиш и треба да се зголеми бројот на еритроцити, така што ќе треба повеќе хемоглобин, треба повеќе хем, или не знам при алкохол, при лоша диета, при внесување на огромен број различни лекарства, значи огромен број на лекарства можат да зголемат продукцијата на хем. Тие се нарекуваат како тригери, така. При тие ситуации каде што се бара зголема продукција на хем, настанува проблем. Бидејќи се бара повеќе хем, али организмот не е во способност толку брзо да продуцира голема количина на хем. Бидејќи е нарушена синтезата, например во хепарот кој произведува огромни количини. Но организмот не знае дека има проблем, така. И он инсистира да се создаде повеќе хем, но голем дел од ензимите го кочат процесот, бидејќи се можеби нефункционални или воопшто ги нема, и започнуваат да се натрупуваат метаболити. Например, да речеме дека го нема овој овдека ензим, така, процесот ќе тече до овдека и ќе прекине. И ќе се натрупаат овие метаболити. Така. Но нема да прекине побарувачката, бидејќи хем не се создало. Така, хем не се создало. Нема кој да го инхибира овој ензим. И он цело време ќе вика, ајде ни треба хем, ајде ни треба хем, ајде ни треба хем. Ама хемот никогаш не пристигнува, така што овој ензим не се инхибира. Во ред? И тогава станува проблем. Се акумулираат големи количини на овие интермедиерни метаболити, кои може да бидат токсични. Особено ала, така, значи особено ала и вакво порфобилиноген. Океј, значи овие две соединенија ќе почнат да се натрупуваат во големи количини и они може да бидат токсични. И може тоа да биде акутно, каде што одеднаш ќе се појават голем број на симптоми, така наеднаш има голема побарувачка на хем. И кај акутниве порфирии се јавуваат генерално симптоми кои го засегаат, кои потекнуваат од тоа да има оштетување на нервниот систем. И ова се, например, ќе се зафати периферниот нервен систем, ќе имаме повраќање, ќе има болки во абдоменот, ќе има тахикардија, ќе има зголемен крвен притисок, значи зголемен blood pressure, и веќе ќе почне да го зафаќа и централниот нервен систем, ќе има напади, ќе има моторни невропатии, значи може некои индивидуи да станат квадриплегични, да не може да ги мрдат екстремитетите, може дури да дојде до кома. И ова многу дури наликува на Гулијан-Баре синдром и треба да се направи диференцијална дијагностика да се одреди дали е едното или другото. Но интересно е дека и денес не се знаем дали негативниот ефект е поради натрупување на ала и порфобилиноген или поради тоа што нема доволно хем. Значи едно од тие може да биде. Тоа е за акутните. Кај хроничниве се јавуваат главно кожни манифестации. Значи симптомите се поврзани со кожата, бидејќи во големи делови се акумулира подкожно голема количина на интермедиерни метаболити. Сега тие метаболити, овие интермедиерниве, се сензитивни на светлина. Нели, како што реков, оксидираат лесно и даваат црвена боја. Сега они се акумулирани во кожата и кој ги удира светлина, електроните од некои од атомите се креваат до една поексцитирана состојба, па понатаму се спуштаат и ослободуваат енергија. И тоа го оштетува околното ткиво. И предизвикува црвенило на кожата, болка, чеша, пече, така има како горечко чувство и на неугодност. Се ова хипертрихоза, почнуваат влакна растат повеќе на местото, оттекува местото, бидејќи има воспаление, има оштетување на ткивото. И во екстремни случаи може дури да се јават плускавци, али плускавци у смисло како булозни, како, например, втор степен на изгореници. Така, че може како изгореници се јават и тие кога ќе зараснат се прават лузни. Океј, дури таму ќе биде малце хиперпигментирана кожата, кај што ќе биде лузната. Значи се прилично иритабилни симптомиве и генерално се јавуваат кога личноста ќе биде изложена на сонце.
Океј, бидејќи молекулите се фотосензибилни, ако седиш у темница нема ништо да ти биде, ама немаш да си цело време у темница, така. Значи овие индивидуи се фотосензитивни. Кога ќе бидат изложени на светлина, генерално сонце, се јавуваат сите овие симптоми. Инаку пред да идеме малце подетално за кој ензим предизвикува која порфирија, да ги видиме овдека различните тригери кои предизвикуваат акутни порфирии. Океј, значи тригери, како што реков, се зголема консумација на алкохол, на лоша исхрана, ако си на поголема елевација искачен, така некаде у планина, но и голем број на лекарства кои може да се земат, може да стимулираат создавање на хем. Например, ова се голем број на хемиски супстанции кои дали може да се примат, што служат како тригери за акутни напади од овие хепатични порфирии. Сега, ако идеме овдека пололе, ќе увидиме, например, кај различна порфирија, кој всушност ензим е нефункционален или го нема. Например, кај ЦЕП, што е всушност конгенитална еритропоетска порфирија, имаме недостаток на урос ензимот, ќе се навратам, ќе видите кај е тој, така што немаме создавање на уропорфириноген и копропорфириноген тип 3, така што спонтано ги добиваме само тип 1. Океј? Е сега, тие тип 1 почнуваат да се таложат во забите и под УВ светло забите изгледаат црвени. Океј, бидејќи имаш многу од овие интермедиерни соединенија. Бидејќи се раствараат во течност, ќе бидат извлачени со урината, ќе имаме порфиурија и ќе бидат забележани. Во ред. Друго е ЕПП, што беше всушност еритропоетска порфирија, каде што има недостаток на ФЦХ, што беше всушност ферохелатазата, тој последниот ензим, и имаме недостаток на овој. Така што стигнуваш скоро до крај и не можеш да го направиш хемот. Значи стигнуваш до порфирин, односно протопорфирин, али не можеш да стигнеш до хем. И во столица ќе почнат да се појавуваат голем дел од интермедиерите, генерално протопорфириноген 9 и протопорфирин 9. Значи ќе се појават во фецесот и исто така ќе ги забележиме во зголема концентрација во црвените крвни клетки. Интересно е дека кај овие пациенти крвта е флуоресцентна, бидејќи ќе ги има многу во плазмата, голем број метаболити кои што се сензитивни на светлина, така што крвта под УВ така како има некој оцјај. Идеме АИП, што беше акутна интермедиерна порфирија, и овдека имаме недостаток на хидроксиметил билан синтаза, и поради тоа не се создава хидроксиметил билан, односно имаме акумулација само на АЛА и порфобилиноген, кој ќе ги забележиме во урина. И гледате, интересно е, ова обично се јавува, односно има симптоми после 30-та година. Имаме ПЦТ, што стоеше за порфирија кутанеа тарда, и овдека има недостаток или нарушена функција на урод ензимот. Поради тоа имаме зголемување на уропорфириноген 3, бидејќи не може уропорфириногенот да го конвертира во копропорфириноген. И затоа имаме акумулиран уропорфириноген 3 кој ќе биде забележан во урина во многу голема концентрација. Има и нешто од 2-3 збора, мислам дека имаше за порфирија вариетата, каде што има недостаток на ППОКС, протопорфириноген 9 требаше да иде во протопорфирин 9. И овдека имаме еден од токсините кои предизвикува порфирија, тоа е олово. Инаку сега, ако се навратиме овдека лево, ако идеме на најдолнава слика, ќе увидиме многу лесно кај кој ензим, ако има недостаток на тој, се јавува кој вид на порфирија. Значи, ако имам недостаток на овој овдека ензим, во тој случај имаме плумбопорфирија, додека, например, ако има недостаток на овој овдека ензим, така, имаме акутна интермедиерна порфирија. Ако има недостаток на овој тука ензим, имаме конгенитална еритропоетска порфирија.
ако има недостаток на овој тука урод беше, во тој случај имаме порфирија кутенеја тарда или хепатоеритропоетска порфирија, ова мислам дека не ја спомнав. Ако имаме недостаток на цепокс, во тој случај имаме наследна конгенитална копропорфирија. Ако има недостаток на пепокс, порфирија вариегата, и ако има недостаток на ФЦХ, односно ферохеталаза, имаме еритропоетска порфирија. Значи гледате која е генералната идеја. Како се детектира дека има некоја порфирија? Се прави најчесто анализа, така што се мери концентрацијата на АЛА и на порфобилиноген во урината, во фецесот и во плазмата или серумот, и врз база на тоа колку има од кој интермедиерно соединение во даден на телесна течност, може да направиме диагностика која порфирија всушност има индивидуата. Подетално може и да исто се анализира активноста на сите ензими, така да се направат и ензимски анализи, така што уште подетално ќе се увиди. Иначе третманот е да се избегнуваат тригерите, така кај акутните порфирии, и се дава глукоза и хем аналози. Сега зашто се даваат хем аналози? Бидејќи нели спомнавме дека аласинтазата беше инхибирана од хем. Така што ако ти додадеш хем аналог, ќе инхибираш аласинтазата. Исто така и глукозата ја инхибира, што е интересно. И за крај имаме овдека доле една табела која ни го сумира се ова што го говоревме, но интересно е да забележите колку всушност се ретки порфириите. И многу често не им ни паѓа на докторите на памет дека има порфирија, бидејќи гледате. Екстремно ретко. Има на запис само 10 случаи во цел свет. Така, еден во 300 во Јужна Африка, еден на 75.000 во Финска. Вред? Значи, еден на милион или помалце. Еден на 10.000, екстремно ретко, само 10 случаи некогаш. Ретко, 50 случаи некогаш. Значи, порфириите не се некои многу чести заболувања и затоа многу често може и да се заборават. Постојат и таласемии, но тоа се веќе проблеми кај од глобинскиот дел, например, на хемоглобин. Океј, тоа беше се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.